ветуваа, ако се сеќавате дека со промената на власт во Република Македонија, веднаш почнува алпскиот воздух да дува, да бричи практично, само да си отиде режимот и работата ќе биде завршена, они носат алпски воздух и се ќе биде како што треба, но реалноста е сосема поинаква, а тоа е најголем проблем во изборна единица 1 и втор најголем на ниво на Македонија. Ветуваа гасификација, ветуваа определен број сет мерки кои што ќе ги спроведат, а реалноста е што денеска Центар е најзагадена општина во Македонија, после Битола, не знам како се надпреварува. Отплика таа е реалност. И пред некој ден го слушам и премиерот и вице-премиерот како зборуваат за гасификација во Охрид, како зборуваат дека процесот на гасификација во Република Македонија практично е забрзан, како жестоко се работи на тој проект, а каква е реалноста? Реалноста е сосема спротивна. И доколку ја пропуштиме шансата, таа е веќе пропуштена за оваа грејна сезона, таа е веќе пропуштена за некоја следна грејна сезона, но ако ја пропуштиме оваа година шансата, за третата грејна сезона од сега, повторно шансата ќе биде пропуштена и повторно нашите деца ќе растат во средина со најзагаден воздух во Европа. Зборам од дека во Центар, во Карпуш и така натаму. Зошто? Затоа што сега тек го отвараат проектот за секундарната и терцијалната гасификација,